Праг за толеранција со Safe City може би има, но никако за сообраќајќи со кривична одговорност за кои толеранцијата ќе биде нула. Министерот Тошковски потврди дека Safe City официјално ќе стартува од 1 февруари, а до тогаш ќе бидат поминати сите законски решенија во собраниска процедура. Тој уверува дека во наредниот период сите недостатоци на системот ќе бидат надминати и тој ќе профункционира на предвидениот датум. Ќе треба да ги поминеме сите оние закони кои што се поврзани со суштинска имплементација на Safe City во рамки на Македонското собрание. Ќе треба да ги нивелираме оние работи кои што се појавија како технички пропусти во изминатиот период, всушност тоа и беше целта. И се надевам и сум сигурен дека вака ако продолжиме на 1 февруари ќе имаме едно функционално решение кое што уште повеќе ќе треба да ја подобри статистиката, да ги подобри сите оние бројки кои што се поврзани со она кое што значи човечки живот. Во однос на прагот на толеранција, министерот Тошковски не кажува прецизна бројка. Тој вели дека се размислува околу прагот и се анализираат праксите во другите земји. Според искуството, ограничувањето на брзината ќе мора сите да ја почитуваме, бидејќи мала разлика во брзината влијае врз бројката на жртви. Од 10 повредени лица, од 10 лица учесници во рамки на сообраќајна незгода каде што се вози со 60, имаме 10 починати лица. Со 50 од 10 лица имаме само 2 преживеани. Од 3 кога се вози со 30, тогаш имаме од 10 лица 8 преживеани. Што само ова се светски параметри, ова не се параметри кои што ние сме ги измислили во Македонија и кои што ќе треба да не бидат водилка од аспект на тоа како сите ние како учесници во сообраќајот ќе треба да се однесуваме во иднина. Сепак, министерот е горд што резултатите покажуваат оти граѓаните ја почитуваат ограничената брзина и секој ден системот опоменува се помал број на шофери. Првично, Safe City требаше да стартува од 1 јануари, но се пролонгира тест периодот се со цел да се отстранат сите недостатоци и да се донесат потребните закони. Министерот е дециден дека главна цел на Safe City е да се спасуваат човечки животи, а не да се полни државниот буџет. Во меѓувреме, граѓаните се навикнуваат на камерите и ја прилагодуваат брзината на возење, се со цел да избегнат опомена која за месец и половина може да ги чини под жебот. Според коментарите на јавноста, камерите деломно функционираат, а и не се поставени на сите потребни места. До 1 февруари дополнително ќе се монтираат камери онаму каде што ги нема и ќе се отстранат сите технички проблеми.